Еве ме во стандардниот термин, ново вторничко издание на шоубиз магазинот Сцена на телевизија Нова. Ова се дел од содржините со кои што ќе се занимаваме следниве 15 на минути. Денеска во Сцена, колку македонските модни новинари и дизајнери трошат на облека. Ви го најавуваме големиот хуманитарен настан со светскиот хуманист и говорник Ник Вујчич. Уште едно хепи издание на телевизија Нова. Уште едно хепи издание на телевизија Нова, ќе дознаете зошто за многу кратко. Почнуваме со шоубиз за вестите. Дознавме дека Каролина е на едно љубовно патување во Рим, заедно со нејзиниот нов дечко, како дознавме деталите во продолжение, а исто така и нови детали за смртта на малечката невеста, кои што не смееме да ги пропуштиме. Еве ги. Иако не беше сигурно дали се работи за шала или не, на 1 април актирката Пратиша Бенерџи или малечката невеста се самоуби во својот стан во Мумбај. Иако многумина сметаа дека таа се самоубила поради својот свршеник, продуцентот Расул Радж, затоа што нивната врска била многу проблематична, сомнежите се уште постојат. А целиот случај околу незината смрт да биде уште подраматичен, постојат сомнежи дека Патриша била бремена кога извршила самоубиство, затоа што на обдукцијата е пронајдена течност во матката, која укажува на рана бременост. Уште еден доказ кој не наведува да помислиме дека причина за незината смрт е сопругот, тоа е изјавата од незината колешка Камџа Панцабич, која кажува дека некогаш кога Патриша ги поканила во незиниот дом на гости, тие е затекнале со повреда и модринки на носот и очите. А со оглед на траењето на индиските серии во која таа глумеше, сигурно и толку време ќе биде потребно за да се дознае вистината за незината смрт. Каролина Гочева вешто го криеше својот приватен живот, но по информацијата за врската со Михаил Корубин тоа повеќе не е возможно. Иако досега не објавија заедничка фотографија, очигледно е дека тие двајца моментално живеат во романтичната Италија. Каролина пред неколку дена објави фотографија од Рим на која ужива во еден прекрасен ресторан. А нешто подоцна фотографија од Рим објави незиното момче Михаил. Помеѓу коментарите на фотографијата која ја објави Каролина, можеме да сретнеме еден коментар со кој ја прашуваат кој ја фотографира, но таа останува воздржана од било каква провокација. Каролина и Михаил во Рим во исто време на исто место, коинциденција или не? Ние би рекле не. Фарел Вилијамс со својот хит Хепи апсолутно го полуде целиот свет. Песната која ги сруши сите рекорди на слушаност и гледаност и дефинитивно е вистинска среќа, а доказ за тоа е проектот 24 часа за среќа, во кој има можност да се види што е среќа во текот на целиот ден. Инаку тоа беше и првото 24 часовно музичко видео. Пејачот во една прилика гостуваше во емисија на Опра Винфри, а кога таа му пушти само мал дел од тие спотови, Фарел не можеше да ги задржи емоциите и почна да плаче. А затоа што денес е 5 април, Фарел нема причина да плаче, туку да слави. Ние му го честитаме родинденот со неговата среќа. Епа Фарел, нека е среќен. Да, тоа беа дел од шоубиз вестите кои што се наактуелни на порталите во Скопје, низ Македонија, а богами и низ светот. И оно што е актуелно на порталите од пред 2 часа ќе го споделиме со вас. Македонската опера и балет и фондацијата Тоше Проески интензивно соработуваше на идејата мюзикл за нашата легенда Тоше Проески, кој што ќе биде поставен, се работи на него веќе на почетокот на следната година, впрочем кога ќе се одбележат и 10 години од неговата смрт. Одеме понатаму со Сцена. Сега одиме на друга тема. Да, нонстоп во нашиот магазин зборуваме за тоа колку трошат познатите светски балкански звезди на обнова на нивната гардероба, па се запрашавме, нели поттикнати од модниот викенд, колку трошат нашите. И тоа ги прашавме не звездите музички или актерски, туку оние кои што се занимаваат со мода, поточно модни колумнисти или стилисти. Еве што ни одговорија. 90 минути од неделата женската популација ги троши на прашањето што да облечам. Иако половина од својот буџет знаат да го потрошат на гардероба, сепак тие никогаш немаат идеја што да облечат, иако стојат пред препон гардеробер. Додека некој своето време го троши во дилема,
Ким Кардашијан пак својот буџет и тоа како знае на што да го потроши. Очигледно оваа реалити звезда тешко може да одолее на шопингот. $500,000 се доволни месечно за Кардашијан да го наполни својот гардеробер. Иако оваа цифра е научна фантастика за нашите јавни фаци, сепак и тие и тоа како знаат да потрошат голем дел од својот буџет токму на гардероба. Лейла Сабит не е роб на трендовите, иако признава дека тоа почесто го правела во помладите години. Па морам да признам дека кога бев многу помлада, многу и да издвојував, сега не. И сега навистина имам полн гардеробер, пола работи не ми се облечени, ако ми верувате, да не станува збори за чевли. Дури некогаш нема ни настани во Скопје колку што ја имам чевли гардероба. Но сепак слаба е на шопинг. По некој парче сигурно дека сакам да се обновам, сепак трендовите се тие, никогаш не робувам на трендот, секогаш ќе го избирам тоа што мене ми се свиѓа и мене ми се допаѓа, без разлика дали бојата е во тренд, него таа боја што мене ми одговара. Кога семејството се шири, во тој случај најмалиот член ја има предноста, така и во семејството на Цаци Паковска. Па морам да признам дека пред да го имам синот, можеби звучи како клише, сиот джепарац или целата заштита идеше на облека, особено на модни додатоци. Меѓутоа во последно време, да речеме, многу голем дел од буџетот трошам на играчки. Не толку можеби на облека, меѓутоа постојано и повторно ќе повторам. Имам среќа што позади себе го имам зап Милано, така да постојано сум дотерана. Мики Црнокрак е скаран со пресметките, но знае да потроши добар дел од буџетот за обнова на гардероберот. Зависи, никогаш не сум броел и рачунал колку пари ќе се потроши на гардероба. И никогаш не сум бил стрикно за некои брендирани парчиња, да, брендирани секогаш се убави, но има некои што се поевтини, што исто добро стојат, така да нека комбинација од тие две. Понекогаш, за да излезеш на шопинг, тоа е моментална состојба на расположението. Зависи од расположението, зависи од приликата, некогаш е тоа многу малку, а изгледа како да е многу. Некогаш се тоа многу средства во некој мало парче, така да, пошто сум веќе, не знам, многу години во овој бизнис, така да не можам да најдам некоја средина, можам само да кажам дека одвојувам многу. И буџет, и финанси, и време, и средства, и мозок, што се века, и разни работи. За модниот новинар и дизајнер Небојша Толевски постојано трошење пари на гардероба е тотално непотребно, затоа што тие пари може да се искористат во поинакви цели. Не толку често, иако сум моден новинар, секогаш им викам и на моите пријатели да не купуваат премногу облека, токму заради тоа што постојат многу побави работи од облеката, многу е битен стилот, како ќе се облечеш, нели, како ќе ги искомбинираш нештата, а парите може да се потрошат и за некој убаво патување. Вие одлучувате дали ќе им робувате на трендовите или ќе си градите свој собствен и уникатен стил. Облеката не значи ништо се додека некој не почне да ја носи, а буџетот кој ќе го потрошите за тоа е ваш собствен избор, исто како стилот. А оно што дефинитивно е најбитно е да го живеете животот со полна парија и со убави срекни моменти. Ќе зборуваме во продолжение за еден хуманитарен настан, поточно Ник Вујчич доаѓа, замислете, во Македонија, поточно во Скопје на 16 април и ќе одржи токму овде свој мотивационен говор за неговиот живот. Навистина ќе ве поттикне да размислувате што се е вредно во вашиот живот, а токму за овој хуманитарен настан со Никола во продолжение, еден од организаторите, ќе зборуваме на линк во живо. Никола, ајде, добар ден. Добар ден. Навистина ме интересира за овој голем настан, хуманитарен настан на 16 април овде во Скопје. Ник Вујчич во својата агенда доаѓа токму во нашиот град, ќе одржи мотивационен говор за неговиот живот и ќе ги поттикне нашите граѓани, сите оние кои што ќе го изслушаат, малку повеќе да размислат за тоа што значи животот. Кажи ми, како испадна, како го организиравте да дојде во нашиот главен град? По неколку годишно чекање и договарање со Ник Вујчич и со неговиот тим, на наше огромно задоволство, во 2015 година Ник ни потврди дека Скопје ќе биде всушност градот од каде што тој ќе започне неговата балканска турнеја. Тоа беше на наше задоволство, затоа што, како што верувам дека знае македонската јавност, станува збор за човек кој што е роден со еден невообичаен синдром,
тетра Амелија, без екстремитети, без раце и без нозе, но со многу енергија, многу инспирација и многу надеж за сите нас. Така е. Кој се треба да присуствува на неговиот мотивационен говор? Очекуваме дека на овој мотивационен говор, кој што ќе се одржи во ВИП арената на СРЦ Борис Трајковски, ќе учествуваат сите оние заинтересирани, секој еден сегмент од нашето македонско општество, заради тоа што НИК има порака која што е релевантна за сите. Цените се затоа и популарни, имаме цени на билети 100 денари, 200, 300 денари, 1000 денари за еден блок и верувам дека секој ќе го најде своето место и преку купување на билет ќе учествува во овој хуманитарен настан, колку што ми е мене познато најголем од овој вид во Република Македонија. Од што ќе се состои целата таа манифестација? Што се ќе има? Секако главна звезда на настанот ќе биде Ник Вујчич. Освен него ќе слушнеме музички дел, поздравни обраќања и некои работи кои што за сега ќе ги оставиме во тајност. Така е. Никола, јас нема да откривам многу затоа што до 16 има уште многу време и уште многу простор во нашата емисија за да посветиме токму на овој настан. Ке ти се заблагодарам овде за одвоеното време и тука сме да соработуваме и понатаму. Благодарност до тебе, Ненад, благодарност до тебе, Нова, и ви благодариме за поддршката која што изразувате на овој хуманитарен настан. Јас само ќе додадам nikvujičić.mk е веб страната каде што ги имате сите детални информации, се разбира за ова што ќе се случува во Скопје на 16 април, а бидејќи прилично е рано, нели, ќе ви информираме и многу подетално во следните изданија на Сцена. Следно веќе имате утре во 18:40, до тогаш убава вечер Македонија, останете понатаму со програмата на телевизија Нова. Следуваат вести.